Ви благодарам, почитуван председателе, почитувани пратенички и пратеници, почитувана јавност. Република Македонија е најпрепорачуваната држава од Европската комисија за почеток на преговори со Европската Унија. Дали е тоа добро? Дали е тоа лошо? Дали е добро што по 10-ти пат добиваме препорака, или дали е лошо што 10 извештаи ги читаме дека се исполнати условите, овој пат всушност и неусловена препорака, тоа нека процени јавноста, нека проценат граѓаните, дали е долг патот што се изоде, дали е патот што требаше да се изоди, дали не можеше денеска веќе да разговараме за последните поглавја за затворање на прашањата околу нашето членство, дали од еден лидер во регионот дојдовме на опашката заедно со уште неколку држави, а претходно неколку држави кои беа зад Република Македонија по сите критериуми, услови и стандарди, веќе се членки на Европската Унија. Тоа и историјата ќе го суди, ќе го оцени, и основната задача наша е да видиме денеска каде сме и што е тоа што сите заедно. Значи сите заедно треба да го направиме за конечно да добиеме датум за почеток на преговори со Европска Унија. Значи основната премиса или основната предпоставка од која што тргнувам, чувствувајќи она што извештајот сака да го каже, е дека имаме несомнена заедничка консензуална желба дека Република Македонија треба да биде членка од Европската Унија. Значи, тргнувам од таа предпоставка. Може да не е точна 100%, може да не е во склад со актуелните мислења, ставови на најголемиот дел од граѓаните на Република Македонија, меѓутоа сигурен сум дека токму најголемиот дел од граѓаните на Република Македонија, чии ние сме представници овде сите заедно, нема дилема и затоа всушност и заедно, барем вербално или со дело, години наназад покажуваме и докажуваме дека Република Македонија е подготвена и дека е волна да биде членка на големото европско семејство. Изминатиот период, откако беше презентиран овој последен извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, во повеќе наврати, како од високи европски представници, така и од домашната јавност, беше нагласена поентата дека Република Македонија се врати на вистинскиот пат. И тоа го слушавме како наратив во многу прилики. Јас се согласувам дека се вративме на вистинскиот пат, затоа што после долги години на безнадежност, некако се врати надежта, се врати перспективата и се покажа дека нашата држава има капацитет и дека имаме шанса од нашата држава да изградиме демократско, просперитетно и економски развиено општество. Значи Македонија од држава со длабока политичка криза стана држава во која постои јасна политичка волја за напредок. Ово е исклучително позитивен извештај, без оглед колку се сака заради дневна политика да се омаловажи или релативизира. Значи факт е дека е исклучително позитивен извештај, објективно го оценува трудот и напорите, од една страна што парламентарното мнозинство и владата ги вложија во изминатите година дена, меѓутоа од друга страна за соодветен и несомнен придонес на опозицијата, која што покажа конструктивност во соработката со мнозинството во однос на клучните реформи. Зошто? За Република Македонија да се врати на вистинскиот европски пат. Она што сакам да го потенцирам во оваа дискусија или да го нагласам е дека на овој извештај мора да гледаме како на почеток на сериозни процеси, на сериозна посветеност и одлучност, доколку навистина сакаме работата да ја завршиме до крај. Нема место за еуфорија. Нема место за задоволство.
Од тоа што Македонија доби признање дека е на вистинскиот пат, не смееме да дозволиме да се забави темпото што ни е неопходно доколку сакаме во скоро време да сме сведоци на конкретни резултати. Не толку далечното минато покажа дека може многу лесно да се скршне од патот и со ретроградни процеси да се застрани, да се уништи се она што со години наназад било постигнувано во насока на приближување на Република Македонија кон Европската Унија. И точно е, јас се сложувам со опозицијата кога вели дека имало и други неусловени позитивни извештаи 2006, 2007, 2008, да не ги редам, како држава кога имаше добри оценки за напредокот на Република Македонија, меѓутоа дојде период на лошо владење и непромислени политики кои не вратија со години наназад. И сега ние во очите на меѓународната јавност со мерливи критериуми станавме заробена држава, препознатлива по уцени, неправда, монтирани судски случаи, корупција, злоупотреби на власт, прислушкување, нарачени апсења, нарачани илустрации, аболиции и така натаму. Овој извештај, почитувани, во основа ни е втора шанса. Јас чувствувам дека ни е и последна шанса ако навистина сакаме да ја зачуваме Република Македонија. Првата шанса се прокоцка, а за трета шанса не знам дали ќе имаме во скоро време. Затоа е моментот карпе дием. Затоа е моментот зграбчи го денот. Да ја зграбчиме шансата која ни се пружа, затоа што Република Македонија веќе не може да чека. Немаме ниту еден ден за губење. Знаете зошто? Затоа што и моите деца, и вашите деца, и целата младина буквално е со едната нога надвор од државата и тоа не ни остава воопшто комфорна зона. И затоа мораме брзо да действуваме. Тоа им го должиме на нашите деца, кои предолго беа заробени во безперспективност и безнадежност во општество и заради тоа подобар живот бараат надвор од границите на Македонија, далеку од нас и од нашите домови. Високите европски представници со право констатираа дека не чека долг процес на рехабилитација. Факт е дека ќе треба да поминат повеќе години да се поправат сите штети што ги предизвикаа лошите и непромислени политики. И од тука структурните реформи што не очекуваат мора да бидат темелни и правилно концепирани за истовремено да овозможат брз напредок и усогласување со европската легислатива. Напорен ќе биде процесот на отворање на поглавје по поглавје, исполнување на европските стандарди, препораки и критериуми и позитивни практики, за да се дојде до конечно полноправно членство во големото европско семејство. Само со вистинска стратегија и долгорочно планирање и действување неколку чекори однапред можеме да го забрземе приближувањето кон Европската Унија, односно исполнувањето на сите потребни неопходни меѓународни стандарди, препораки и позитивни практики. Токму поради тоа, јас очекувам дека и опозицијата конструктивно ќе биде вклучена во сите процеси. Ние покажавме дека сме отворени за соработка, сакаме да изградиме инклузивно општество кое ќе стави крај на поделбите по сите основи. Значи, на омраза, на одмазда. И јас верувам дека и опозицијата ќе го препознае моментот, ќе ја препознае сериозноста на моментот и дека ќе учествува во градењето на едно здраво демократско општество. Од преземањето на власта, владата покажа еден сериозен и искрен пристап за надминување на најгорливиот проблем со кој се сочува Република Македонија, а тоа е решавањето на спорот со Грција, односно проблемот што го има нашиот јужен сосед со нашето уставно име. Ние знаеме дека всушност тој наметнат проблем е единствениот услов за нашето зачленување во НАТО, затоа што сите други услови се исполнети и почеток на преговорите за полноправно членство во Европската Унија. Сведоци сме дека меѓу двете држави има интензивни разговори, сведоци сме дека сме во напредната фаза и сведоци сме дека независно
Неизвестно е дали ќе има или ќе нема сега решение, дали ќе има или ќе нема после решение, меѓутоа несомнено е дека конечно треба да биде отстранета клучната пречка за нашиот непречен влез, односно интеграција, евроинтеграција, односно интегративни евроатлантски процес. Меѓутоа, ова прашање не треба да ги ограничи или забави нашите напори да се изградиме стабилно, демократско и просперитетно општество. Ние реформите што ги спроведуваме на неколку нивоа и што треба да ги реализираме во наредниот период се првенствено во наш интерес. Нити да задоволиме Брисел, нити да задоволиме Вашингтон, туку во интерес на Република Македонија и на граѓаните кои живеат во Република Македонија. Нам ни треба општество во кое се почитуваат и практикуваат сите демократски европски принципи. Општество кое нуди правда, перспектива, економски напредок и развој. И доколку ние успееме во таа наша намера да изградиме здраво, стабилно општество, толку во времето што доаѓа поабсурден и понеаргументиран ќе станува проблемот што ни е наметнат од страна на Грција во однос на нашето уставно име. Конечно, и ние, меѓутоа и нашите деца, и посебно нашите деца, заслуживме да поживееме во една нормална, во една обична, во една вообичаена демократска држава, каде што секојдневно ќе се трудиме и ќе успеваме да ги практикуваме, да ги имплементираме и да ги применуваме универзалните цивилизацијски демократски вредности. Мислам дека суштината на овој извештај оди во таа насока и мислам дека нема место за ниту каква партиска, политичка или било друга каква поделеност во однос на нашата интенција и нашата одлучност да ги задоволиме сите стандарди и критериуми и конечно да започне процесот за евроинтеграција, односно полноправно членство на Република Македонија во Европската унија. Ви благодарам.